Речиси 21.600 работници во земјава во март се уште не ја зеле јануарската плата, покажуваат последните податоци на Управата за јавни приходи кои ги побара Телевизија 21. Бројките покажуваат дека плата за сработеното во јануари досега не исплатиле над 10.200 газди. Бројките се поалармантни ако се земе фактот дека до законскиот рок 15 февруари без плата за јануари и без здравствено и пензиско осигурување биле речиси 82.000 работници. Речиси 24.000 фирми од вкупно над 70.000 не успееле да исплатат плата во законскиот рок. Дека состојбата во стопанството неизвестна и е намалена економската активност потврдуваат и работодавачите. Од Бизнис конфедерацијата на Македонија велат калкулирањето со цените, директните ургенции во слободната пазарна економија, калкулациите со минималната плата создаваат неизвестност кај бизнисот. За нив бројката од 82.000 работници на кои не им е исплатена плата во законскиот рок е сериозна. Прво морам да кажам дека е сериозна бројката во споредба со минатата година, кога во одреден период помеѓу 20 до 25.000 работници немаат земано плата. Ова е типичен показател на слабата економска активност, на економската неизвестност и на намалувањето на економијата воопшто во обем, особено во приватниот сектор. Бошков апелира владата да не носи адхок решенија кои директно ќе влијаат на бизнисот, вина гледајќи компаниите на кои, како што вели, најлесно им е да посегнат по платите на работниците. За жал, најлесното решение за работодавачите, со жалење го потврдувам ова, а тоа е неисплата на плати или калкулирање со платите на работниците, бидејќи не знаат се уште како дигитално да ги управуваат своите компании, како да оптимално да ги намалат трошоците, како оптимално да се откажат од одредени капитални добра, за да можат да бидат одржливи. Најевтино и најлесно им е пред се прво работниците, а потоа се останато. Но она што е најалармантно е тоа што е неизвестно дали тие околу 22.000 работници ќе ја земат јануарската плата. Дел од нивните газди воопшто не поднеле ни пресметки. Од Управата за јавни приходи велат прават анализа на одредени работодавачи кои често се повторуваат со неподнесени МПИН пресметки со цел да се провери веродостојноста на податоците.